Голема подршка дадоа граѓаните на Штип за законските измени за забрана за употреба на пиротехнички средства во затворен простор, како и воведување на строги казни за сите барови и дискотеки кои ќе овозможат присуство на малолетни лица по 24 часот. Анкетираните деседни дека само строг систем и казни ќе создадат ред и голема свесност кај луѓето. Силно веруваат дека надеж има, а правдата пополека доаѓа. Многу добро, не лошо. Многу е добро тоа. 14 години девојче од тоа. Што тражи од цело ноќ таму? Многу добро што тоа и закон. Требало понапред да се донесе. Претходните години. Ова е многу добро. Ќе оде сега 14 години дете, пушиле го, татко му никој знае ништо, тоа се бар до 4 сата. Но и како тоа? Не разбира ништо, драгират се редоваце. Но кеска ли? Нормално? Малолетник, 15-14 години, што разбира тоа дете? Па да улева. Како не е добро? Па тоа требаше да си постоje. Треба да се свесни сите за тоа. Малолетник да не се пушта. Јас знам за време Југославија, ние сме таа генерација, не се пуштали. Како што се деси сега во Кочани, обезбедувањето ги гледа личните карти на децата. До 15, што се малолетни и пуде или родителите ги викат после тоа. Знам како беше. А сега не знам тоа не знам, страшна работа е. Да. Добро. Добро. Мислам дека е добро. Треба да има. И треба да е така. Па на шо личи тоа до Сабајле? Малолетник. Епа, како шо беше, нели? Добро е. Добро е, затоа што и луѓето по 14 години деца пушат ги у дискотеки и сега барат виновник. Значи и родителите. Да, и родителите се криви, и држава крива. Анкетираните велат дека веруваат во промените, затоа што како што велат досега само гледале голема неправдина. Има надеж, има. Има и тоа добро, добар начин тај. Па има надеж, после 12 знаеш што може да се деси. Да. И мислам на подобро ќе биде. Тоа е добар закон за мислам владата го направи. Верувам. Па затоа е дојде на оваа власт да промене нешто. Па многу јасно, ако сака да е во право, да мисли народот дека е во право. Треба да се покаже, нели? Во согласно со ситуацијата, казните за барови и дискотеки кои ќе овозможат присуство на малолетници во моментот се движат од 50 до 10.000 евра. Со законските измени, во членот 31 се додава уште еден став во кој се забранува употреба на пиротехнички средства во затворен простор. За физичките лица кои ќе го прекршат овој закон, ќе се изрече парична казна од 200 до 250 евра. За правното лице, без разлика дали станува збор за дискотека или ресторани, казните ќе се движат од 1000 до 10.000 евра во зависност од тоа дали станува збор за мали или големи трговци. За истото судот може да изрече санкција забрана за вршење на дејноста во траење од 3 месеци до 2 години.